Екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија постигна голема победа на покраинските избори во Тирингија на истокот на земјата и стана втора партија во соседна Саксонија. Мнозинството луѓе во Тирингија не сакаат бизнис. Сакаат политички промени, нема да биде возможна политичка промена против најсилната сила во Тирингија, а јас сум љубопитен да видам како тогаш старите партии ќе се обидат да формираат коалиција. Ќе биде возбудливо. Ова е прва државна победа за германската екстремна десница по Втората светска војна. Новоформираната крајно левичарска партија се најде на третото место. Иако на широко се предвидува, резултатите шокираа многу сојузници на Германија, не само Украина. Германија е вториот најголем донатор на војна помош во Украина по САД. Тоа сега е доведено во прашање. И екстремната десница и екстремно левите популистички сили воведоа кампања за намалување на германската помош за Украина и тие експлицитно повикаа на намалување на војната помош. Тие ја повикаа владата да изврши притисок врз украинците да почнат да преговараат со Русија. На краток рок, аналитичарите велат дека резултатите од државните избори нема да влијаат на финансирањето на помошта за Украина од страна на федералната влада. Веќе гледате мала промена во риториката на центристичките партии кон Украина. Имаме 4 центристички партии, некои од нив веќе презедоа дел од наративите што ги користеа популистичките партии. Германскиот министер за финансии Кристијан Линднер од Либералната слободна демократска партија, која е дел од владеачката коалиција, се залага помошта за Украина да се преполови во следниот буџет. Неговата партија доби помалку од 5% на покраинските избори во Тирингија и стравува од повторување на федералните избори следната година. Тоа е навистина борба за политички опстанок, особено за либералите кои се залагаат за оваа агенда за кратење на буџетот на Украина. Имиграцијата беше главното прашање што ги зголеми гласовите за екстремната десница, со многу реторика насочена кон неевропските, особено муслиманските мигранти. Но Германија исто така е домакин на повеќе од 1 милион украински бегалци. Прашањето е дали и како тие треба да бидат финансирани и дали тие треба да бидат подготвени или испратени во Украина. Тоа е деликатно прашање. Имаме мажи кои се украинци и кои се подобни за тоа. Има растечки притисок мажите украинци кои се бегалци во Германија да бидат вратени назад во Украина. Социјалдемократската партија на канцеларот Олаф Шолц истакна дека германските разузнавачки служби ја класифицирале Алтернатива за Германија како екстремистичка партија и рече дека нејзината победа во Тирингија треба да биде повик за будење.